Почнали Мендух Тачи да ја растура коалицијата на ДУИ, одлуката на лидерот на ДПА да го напушти така наречениот Европски фронт може да донесе до низа други напуштања во тимот на Али Ахмети, со оглед на тоа што од сега веќе 17 пратеници, дури 7 не се од партијата од Мала Речица, туку од коалиционите партнери. Останува отворено прашање што е следниот чекор на Мендух Тачи, дали тој и дел од другите народни избраници ќе преминат во владината коалиција. Не одговара на прашањата на Алфа, кои се причините за заминувањето од коалицијата со Ахмети, како планира да делува во иднина. Вице-премиерот Изет Меджити немал се уште контакт со Тачи, а дали се можни трансфери, вели одговор ќе добиеме наредниот период. Не се споја идеолошки или за повисоки цели, туку како да обстанат на политичката сцена. Така да моментот што не се влада, нема политичка кауза за фронтот. Дали планирате да преговарате со некои пратеници на коалицијата на ДУИ за преминување од ваша страна? Мислам дека во наредниот период ќе имате повеќе информации за тоа. Премиерот Христијан Мицкоски не сакаше да ги коментира случувањата во Европскиот фронт, вели за него е најважно што имаат цврста и силна коалиција во власта и речиси двотретинско мнозинство во собранието. Тоа што се случува во опозицијата, јас не би сакал да ги облекувам нивните чевли и да ги коментирам. Предпоставувам повеќе одговори на ова што се случуваше во текот на вчерашниот ден ќе добиете од самите актери во опозицијата, но она што е важно за мене како претседател на владата е дека имаме една стабилна ситуација, имаме една одлична хемија. За состојбата во Европскиот фронт не сакаше да говори ниту пратеникот на ДУИ Блерин Беджети, вели одговорите околу намалувањето на бројката на народни избраници во опозицијскиот блок на албанската зедница, да сме го барале кај Ахмети и Тачи. До сега единствено кратко се огласија од ДПА, велат дека Мендух Тачи заминува од коалицијата, а единствено ќе останал во личен контакт со Али Ахмети.